Термините бегалци, прогонети, раселени лица имаат разлика во содржината, но носат исто суштинско значење. Тие во целост се вклопуваат со историскиот профил на македонецот од егејскиот дел на Македонија и настаните што ја исполнуваат неговата историја во 20 век. Балканските војни, Првата и Втората светска војна и на крајот граѓанската војна во Грција, иако се настани што се случиле за релативно кус историски период, со себе повлекле крупни миграцијски и етнички измени во егејскиот дел на Македонија, кои имале несогледливи последици за македонскиот народ воопшто. Овој дел на Македонија поминал низ огромни материјални разрушувања, човечки жртви, иселувања, денационализација, асимилација, промена на демографската карта на егејскиот дел на Македонија на штета на македонците. Реперкусиите на војните, инструментите и методите на асимилаторската политика на соседните балкански држави, придружени со бројните присилени емиграции и селувања во соседните и прекоокеанските земји, особено дошле до израз во Втората светска војна и граѓанската војна во Грција. Граѓанската војна за македонците од егејска Македонија го представуваше вистинскиот момент кога сметаа дека дојде времето конечно да ги реализираат своите долгогодишни национални стремежи, а тоа се да бидат македонци во својата родна земја, а не славофони, слободно да говорат на својот мајчин македонски јазик, без криење, слободно да ги манифестираат своите национални и културни традиции и вредности и да ги образуваат своите деца на мајчин македонски јазик. Токму и затоа во 1945 година пролета тие формираа своја сопствена македонска организација. Станува збор за организацијата Народно-ослободителен фронт. Нов бил во коалиција со Комунистичката партија на Грција и воглавном својата политичка дејност во поглед на ова прашање ја координирала со Грчката комунистичка партија. Овде секако треба да се спомене и антифашистичкиот фронт на жените кој што действува во склопот на Народно-ослободителниот фронт и Народно-ослободителниот младински сојуз. Меѓутоа тоа се организации кои што се подчинети на Народно-ослободителниот фронт и со тоа на Комунистичката партија на Грција. Македонците немаа многу природни сојузници во граѓанската војна. Комунистичката партија на Грција и Демократската армија на Грција имаа колку толку правилен став во поглед на македонското прашање, иако мора да се каже за волја на вистината дека и тие маневрираа кога беше во прашање статусот на егејскиот дел на Македонија. Еднаш беа за тоа да се создаде независна македонска држава, во еден временски период само за национални права на македонците на територијата на Грција. Во текот на граѓанската војна во Грција, околу 50.000 македонци ги напуштиле своите домови и повеќе не се вратиле. Ваквото масовно емигрирање настанало како резултат на воените активности кои во најголем дел се одвивале во западниот дел на егејскиот дел на Македонија. Иако емигрирањето главно се одвивало во текот на граѓанската војна, сепак во овој процес се воочливи неколку фази на масовен одлив на население. Првата фаза го опфатила периодот од 1945 и 1946 година. Во 1945-1946 година немаме толку масовни иселувања затоа што се уште Демократската армија на Грција била во воена офанзива. Движењето се омасовувало и во голем број случаи македонците мислеле дека да ќе победи во граѓанската војна и ќе можат да си ги остварат своите права во егејскиот дел на Македонија.
Втората фаза се случила по парламентарните избори во март 1946 година, а последната настапила по големите воени операции во 1948 и 1949 година. Со жестоката војничка офанзива спроведена од Соединетите Американски држави, претходно Велика Британија и грчката десничарска влада, ДАК се нашла во една подредена ситуација. Тоа е првиот сигнал дека за да се спасат од ужасите на војната, мора да се случи некакво хумано, така го третирале тие во тој временски период, хумано иселување на децата бегалци. Со посебен план на Демократската армија на Грција и на тогашната привремена демократска влада на Грција, која што беше исто така левичарска, бил подготвен планот за иселување на деца македончиња и грчиња по националност од територијата на Егејскиот дел на Македонија. Клучна улога во подготовките на теренот одиграла организацијата АФСџ. Членките на оваа организација одела по сите македонски села и организирала народни собери на селаните, на кои што ги убедувале луѓето доброволно да ги пуштат децата во источноевропските земји, каде што ќе им биде обезбеден безбеден и мирен живот. Беше кажано дека кога ќе чукне камбаната, сите да излеземе на сред село. И така беше. Таму се поздравувавме со своите најблиски што не може да дојдат, нели, малку подалеку да не испратат. Ние со браќата ги врежавме нашите дланки на надворешната врата од куќата и на трите диреци од тремот. Други деца си ги пишува имената под зидовите, да останат да го помнат. А ние девојчината бевме една група од 4 дружки, така си се викавме, зедовме и по едно камче од реката и го ставивме во торбето. На секоја група од 20 дечиња била одредувана, определувана по една млада жена, најчесто вдовица или од партизанско семејство, која што давала ветување дека ќе се грижи за децата во детските домови во источноевропските земји. Придружнички ни беа од моето село 9 жени. Мајке ги викавме, односно омадарки, така беше познат тој збор, одговорна на една група. Тоа имало голема хумана димензија, да се надокнади моментот на отсуството на вистинските биолошки мајки на овие македонски деца. И овие така наречени мајки одиграле и воспитна и мајчинска улога во овој процес на нивното издигнување. По патот патувавме ноќно време, а ноќно време да се патува е многу тешко. Се случило така, жените кога одеа по патот, да не викат по име, да видат дали навистина сме сите. Но викна еднаш, го немаше Данчето, го немаше Кочето, ја немаше Фана. Се исплаши омадархата, зема уште една пак од жените и се вратија да не ја барат. Данчето го најдоа како гушка едно дрво и вика мамо. Жалостно си ја бараше мајката. Арнома Фана не ја најдоа. Фана малку подолу, ја најдоа во нодолче легната да спие. Ја фатија за рака, никако да стане Фана, во први соништа. И удри една шлаканица на омадарката и се разбуди. А таа Фана бев јас.
Кога се зедува децата, тоа е практички 1/3 од населението, можеби, еве 20 и толку илјади, доброволно да му ги носиш до одредена станица. Тие на крај да живееа практички и едно најгнасно елиминирање од своето име. Наводно децата не си памтат имињата. И тогаш измисли Гркот да стави бројчиња на гушата со една врпца. Само бројче имаше. Имаше од една страна број, а од другата страна беше ликот на Маркос. И кога за некој вулон да зрој, на увозот тие ги видоа и беа чудни, ни ги собраа, зашто за нив беше нешто, не може да го разбера тоа, бидејќи тоа се употребуваше во лагерите. Јас добив број со бројка 1000. 1123. Тоа бројче носеше, значи, првиот знак на деградација на Достоевски, што вика ова е полошот на најлута пропаганда што може да се постигне во таа работа. И ја постигна, но сега децата несвесно таа работа. Кога се потрошија резервите од ние што бевме во борбите, по висина, не по години, од 13 до 14 кои беа повисоки деца ги донесоа на фронтот. Станаа 15 годишни и ги вратија назад во Грција, во граѓанската војна, да се борат. Ние 5 деца од Желево и јас кини саме за тамо и јас си остави деца и тамо и грци и македонци. Се собраме, не знам, 100 неколку души беме тамо, се готвяме 3 месеци за да кини саме назад во Грција. Едни беа горди, други има страв. Дојде еден македонец и ме фати и ме вели тука. Дека сега да одиш, ми вели ти. Ке ода да се бора во Грција. Нема да се одиш ти, му вели. А река не ке одам во јас и тие ке оден. Шо ти реко јас ке? Го знам татко ти. Нема да одиш во Грција. Мо дадоја големата пушка, брат ми слабичко дете, 13 годишен, неполн, не може да окрене. И тие вели, како црвениот разбруман, и ка можете такви мали деца да пушват, и тие стварно, тие што отиде во Грција загинаја. Кој донесеа на фронтот, тоа дете не знаеше како да се брани. Многу малку мишени останаа живи од тие деца. У последната битка кај Грамос во крајот на август и поразот на демократската армија, голем број од борците и цивилно население се повлекле на територијата на Албанија. Во Албанија за потребите на ова население бил формиран и кампот Бурели, каде што во рамките на антијугословенската кампања во почетокот на октомври биле уапсени 10 раководни кадри на организацијата НОВ, односно вкупно 11 лица, и биле обвинети како југословенски агенти. Во врска со неизвестната ситуација во периодот на двомесечниот престој во албанските затвори, Евдокија Фотева Вера, која била дел од раководниот кадар на организацијата НОВ АФЖ, се сеќава на следното. На 14 декември 1949 година, на полнок слушам се отклучува вратата и влегува чуварот со еден офицер кој ми наредува. Спремај се, што имаш, земи со тебе. Целата се претвори во ова. Кога ме извадија во ходникот, слушам се отклучуваат и други врати. За час се најдовме сите 11 другари во дворот на затворот. Двајца по двајца ни ставија лисици на рацете и со една дебела ортома не врзаа сите по 3 пати. Со очи и глава без збор се поздравивме. Не беа нашите поранешни ликови. Сметавме дека тоа е нашето последно видување. Мислевме дека ќе наносат на стрелање. Ни причини утеха што ете така изврзани еден за друг, како што заеднички се боревме, заедно ќе бидеме и на тој век.
Тие во затвор останале неколку години и биле иследувани се до средината на 1952 година, од каде биле осудени на повеќе годишни затворски казни и биле испратени во руските логори. Ситуацијата се сменило по смртта на Сталин и нормализирање на југословенско-советските односи во средината на петата деценија, кога било оттргнато обвинението против Југославија како единствен виновник за граѓанската војна во Грција, а македонските раководители биле ослободени од затвор, интернирани во Казахстанската Советска република, од каде што по 1955 година, значи следните неколку години, полека се населуваат во Народна република Македонија. Во земјите од источниот блок биле префрлени околу 56.000 бегалци од Грција, меѓу кои 19.912 македонци. Во Романија имало 9.100 бегалци, од кои 4.000 македонци. Во Чехословачка околу 12.000, односно 3.800 македонци. Во Полска 11.475 или 5.479 македонци. Во Унгарија 7.253 лица, сместени во поголем број градови и населени места. Во Советскиот сојуз речиси 12.000 бегалци од Грција, од кои 2.954 македонци, сместени во градовите Ташкент и Чирчик во Узбекистанската Советска република. Освен тоа, според истиот извор, во детските домови на овие земји биле згрижени 17.529 деца, од кои во Романија околу 5.100, во Чехословачка близу 4.200, во Полска 3.590, во Унгарија 2.859, во Бугарија 672 и во Источна Германија нешто повеќе од 1.200 деца, од кои речиси половината биле македонски деца. По пристигнувањето на бегалците во земјите на Источниот блок, тие добиле статус на политички емигранти кои требало соодветно да се сместат, да се згрижат и да им се обезбедат сите неопходни услови за живот. Постоеле посебни интернати со посебен режим на школување, на исхрана, грижа за здравието на тие деца. Прилагодувањето на децата во детските домови во почеток беше многу тешко. Ние бевме селски деца, навикнати да трчаме по сокаци, по гумна да играме, по ливади, по реки. Тука не беше така. Тоа ни беше најтешко затоа што требаше дисциплина и ред. Со ред и свирче. Во ред во кантината, ред во школа, се ред. Од 50-тите години на минатиот век настапил процес на постојано реемигрирање на бегалците од една во друга земја, во обид да се реши прашањето за обединување на семејствата, чии членови се нашле раселени во различни земји. Нас во Будапешт ни направија слики. И тие слики ги занекое во Грција. И после ги бараја. Чието син, твоето, си ги зеваја сликите. И тамо пише дека сме во Будапешт. Мајка ми дојде да ме ви во детски домов, ала за нас мајка беше таа што не учеше тамо. Са дојде мајка ми вели шули. Оти таа што во македонски шули. Шули, ела тука, ти си моје дете. Не, јас ка плачев и влезав под фустан, а таа учителка вела, не, тоа е моја мајка, не тамта. Одиме таму, и тој му вели, Веса, ти го донеку синот. Но тој му велам, ако си Веса Димитрова, си моја мајка. Ги гледав и знам дека ми е фамилија, дека брат и сестра, ама некако чудно ми дојде. Ја имев тогаш, може 7-8 години. И така, тогаш прв пат ги видов. Голем дел од тие деца бегалци никогаш не ги запознале своите родители. Или по 30, 40, 50 години. Тоа е навистина една неописива голгота, ситуација ретко повторлива во современата светска историја. Во новите околности, Грчката комунистичка партија продолжила да действува однадвор, преку својот централен комитет со седиште во Букурешт
и преку партиските комитети формирани во секоја земја оделно. Во 1948 година била формирана организацијата Грчки комитет за помош на децата, позната со кратенката ЕВОП, која што имала за цел да се грижи за севкупните потреби на децата во детските домови во источноевропските земји, вклучително и наставно-образовниот процес. Во рамките на организацијата ЕВОП, во незиното раководство, бил делегиран и македонски представник, тоа било Андон Сикавица, кој што се грижел за сите потреби на децата во детските домови во Источна Европа. За децата на предучилишна возраст, целокупниот воспитен процес се одвивал на македонски јазик, а бил реализиран од страна на жените кои што ги придружувале од нивните родни огништа, односно од мајките. Комунистичката партија на Грција се обидувала да действува и на културен план и да поттикнува создавање на разни културни здруженија кај македонските деца бегалци, кои што имале за цел повторно да ги споменуваат настаните од граѓанската војна, исправноста на политиката на Грчката комунистичка партија во поглед на македонското прашање. Фактички за тие културни здруженија кои што биле воглавном проформални, повторно се криела една политичка игра на комунистичката партија на Грција, која што сакала постојано да има контрола врз македонските деца бегалци во Источна Европа. И покрај тоа што действувала преку формите на КПГ, сепак македонската емиграција од егејскиот дел на Македонија продолжила да ги негува своите национални културни вредности и придобивки стекнати во текот на граѓанската војна. Во периодот до 1952 година, тоа се остварувало преку македонските организации НОВ и АФЖ, чии членки биле ангажирани да водат грижа за воспитувањето на македонските деца во детските домови и да ја представуваат врската со родните огништа и со семејствата. За културната дејност во домот водеше сметка организацијата НОМС, младинска организација за македонските деца, а за грчките ЕПОН. Повозрастните беа организирани во овие организации, а ние помалите што бевме тогаш, македончињата, во пионерската, а грчињата Аетопола се викаше нивната пионерска организација. Но како резултат на антијугословенската политика на Грчката комунистичка партија, овие македонски организации биле расформирани на основачкиот конгрес на новата македонска организација Илинден, формирана во април 1952 година во Полска, која действувала во согласност со насоките давани од КПГ. Тоа е еден обид на македонските бегалци во дел од источноевропските комунистички држави да действуваат на културен план, да ги негуваат македонските национални пројави, да се обидуваат да ги афирмираат македонските корени, македонската историја, потеклото на македонците, но повторно треба да се подсетиме дека ниту Илинден, ниту дел од другите македонски организации не се создадени без дозвола на Комунистичката партија на Грција, така што не действувале независно или автономно. Сето тоа е една контролирана политика која што требало да даде очекувани резултати. Не можело да стане ни збор за некакви цврсти македонски национални пројави кои што би го одвоиле прашањето на македонските бегалци од политиката на Комунистичката партија на Грција. Во текот на своето 4-годишно постоење, иако не била омилена кај македонците, организацијата Илинден не успеала да се прошири во сите источноевропски земји, но сепак таа остварила своевидна активност на полето на негувањето и развојот на македонските национални културни вредности, преку македонскиот одел на книгоиздавачката куќа Неа Елада и својот орган Списанието Илинден. Ваквиот тек на настаните представува нов импулс во настојувањето на македонците да остварат поголема и самостојна национална активност, да формираат своји организации преку кои ќе действуваат во тој правец и ќе остварат потесни врски со македонците од Народна република Македонија. Тие своите барања ги изнесувале и во емигрантскиот печат, како во написот со наслов Македонско друштво неопходна потреба, објавен во македонската страница на весникот Демократис, каде се истакнува: Во последно време, сред македонците полети мигранти од Полска, се повеќе се развива мислата за создавање на едно национално,
културно-просветно македонско друштво. Многу македонски кадри и особено македонската младина истапуваат официјално на собранијата на Сојузот Никос Белојанис и во весникот со конкретни предлози за карактерот и целите кои треба да ги има идното македонско друштво. Во Народна република Полска живеат голем број македонци, полити мигранти од Егејска Македонија, кои имаат голема желба да ја живеат својата национална култура, македонските обичаи, да го учат и да го обогатуваат мајчиниот јазик. Таа наполно оправдана желба на македонците го намери својот израз во македонското друштво кое треба да се создаде и да стане координатор и раководител на сета работа. Од тие причини, македонците преминале кон формирање тајни македонски организации. Таква била организацијата Егејска Зора. Меѓутоа, оваа организација е илегална, создадена е без знаење на раководството на Комунистичката партија на Грција и таа се обидувала да действува малку поинаку. И самиот термин на името, ако се погледне Егејска Зора, малку асоцира на организација со подсврсти македонски национални корени и воглавном требало да ги оттргне македонските бегалци од рацете на балканските пропаганди. Тука особено била активна бугарската пропаганда. Оваа пропаганда се одвивала во соработка со Грчката комунистичка партија во источноевропските земји, при што се одело во домовите на луѓето и се убедувале да се преселат во Бугарија, каде што ќе им бидат обезбедени сите услови за живот. На оваа пропаганда се спротивставила и тајната македонска организација Егејска Зора, која што дури упатила и протест до бугарската влада, во која што реагира против пропагандата за населување во Бугарија, сметајќи дека местото на македонците е Народна република Македонија. Сите обиди на македонците во Источна Европа да формираат посебни национални организации не успеале. Она што тие оствариле е исклучително голема и забележителна културно-просветна дејност во рамките на Сдруженијата на политичките бегалци од Грција, при тоа постојано настојувајќи да остварат подсврсти односи со Народна република Македонија. Во организација на македонските членови на Грчкиот комитет Помош за детето, задолжени за македонските деца, била воведена настава на македонски јазик исполнета со македонски национални содржини, а во установите за деца на предучилишна возраст се вкупната воспитно-образовна настава се одвивала на мајчиниот македонски јазик. Колкаво било значењето на воведувањето настава на мајчин македонски јазик е потенцирано и од Андон Сикавица, кој во текстот со наслов «Прашањето за отворање и работа на македонското училиште», објавен во органот на организацијата Билтен во бројот 1 од август-септември 1949 година, ќе го потенцира следново. Прашањето за отварање и работа на македонското училиште не е сегашно. Тоа е основното право на еден народ каков што е македонскиот. Задушуван, уништуван и откорнуван од сите плутократски влади на Грција, забранувајќи му да зборува на својот јазик. Македонскиот народ го имаше и го има апсолутното право да ги види своите деца како се образуваат на својот јазик. Право платено со жртви и крвопролевање во заедничките борби со грчкиот народ. Од 48 учебна година до 50 година ние учевме македонските деца по читањките кои што беа напишани, издадени, исто така во Букуреш беа издадени, ама по урнек на читањките што се применува тука во Република Македонија. Имаше исписание македонче, тоа ни беше посебно драго што го имавме, затоа што преку тоа списание ние учевме за другите детски домови во другите држави како живеат. Во периодот од 1950 до 1956-57 година во употреба бил нов, така наречен славомакедонски јазик, прочистен од титовистичкото влијание со измената азбука, во која што така наречените српски букви биле заменето со типично словенски, а јазикот, така наречените српски зборови биле заменети со зборови од останатите словенски јазици, односно претежно од рускиот и бугарскиот. Некои зборови што ни беа напишани, ние не ги разбиравме.
дури и учителите не ги разбира. Треба курсеви да прават, за да може да ни предават. Младината почна да се буни за ваквата реформа, за ваквите промени на јазикот и на правописот. Правеа разни демонстрации, пишуваа на секаде по весници дека единствен јазик што може да биде, што може да се служиме ние македонците е јазикот што се употребува во Република Македонија. Ова пак манифестирано незадоволство од Комунистичката партија на Грција било третирано како непријателски акт, непријателски чин, што повлекувало сериозни последици. Како резултат на ова, во 1950 година, 43 учители, македонски учители од романските детски домови, кои што ја реализирале наставата на македонски јазик во детските домови во Романија, биле обвинети дека шират титовистичка и југословенска пропаганда сред децата, биле отстранети од образовниот процес и интернирани во градот Клуш во Романија. Во периодот од 1952 до 1955 година на радиостаницата Глас на вистината била емитувана и посебна радиоемисија на македонски јазик, чии содржини, иако идеолошки моделирани, сепак овозможиле македонскиот јазик во живо да прозвучи низ етерот на емиграцијата, далеку од родната земја. Македонските списанија, но и македонските страници на емигрантскиот печат, со својата авторска поезија и проза, на јавноста и ги представуваат творбите на младите македонски емигранти и интелектуалци, а во 60-тите години на минатиот век се појавиле и првите нивни стихозбирки, романи, драми и раскази. Воглавном тука требало да се канализира болката на македонските деца бегалци и темите кои што превладувале во однос на трудовите напишани од овие македонски деца бегалци биле со теми од граѓанската војна во Грција, регионална историја од деловите на Егејска Македонија каде што тие потекнувале, но тоа е се со една умисла и со едно ограничување. Постоел еден меѓник кој што не смел да се помине. Ако тоа се поминувало, тука следувале мерки кои што си ги преземале раководителите на Грчката комунистичка партија и не дозволувале повеќе од таа граница. Вакви литературни кружоци биле формирани во Вроцлав, Брно, Јесеник, Прага и Букурешт. Освен тоа, членовите на кружоците се јавиле и како иницијатори на голем број културни манифестации на македонската емиграција, организирани во центрите каде што концентрацијата на македонската емиграција била побројна. Културните манифестации се одвивале во рамките на културно-уметничките друштва, што дејствувале во голем број емигрантски центри. Во 60-тите години започнале да се одржуваат и посебни фестивали, така наречени патриотски средби на емиграцијата во сите земји оделно, на кои забележливо учество оствариле и македонските културно-уметнички друштва, кои презентирале хорски, драмски, играорни изведби и изведби од национално културно-историско наследство на македонскиот народ. Овие манифестации, кои со своите богати содржини, во целост представувале јавна манифестација на македонските национални вредности, честопати биле заокружувани со излети во околните туристички места, кои представувале можност за заедничко дружење на емигрантите, грци и македонци, но и на локалното население. Љубовта кон татковината и стремежот за слободен национален развој ќе се манифестира и во желбата на македонските емигранти да се населат и да живеат во Народна република Македонија. Тој процес започнува негде кон средината на 50-тите години и трае некаде до, може да се каже, до втората половина на 70-тите години од минатиот век, каде што во масовен број, во неколку етапи, се доселуваат цели семејства на некогашни протерани македонци. Кога околу 4600 повратници од источноевропските земји биле населени во Република Македонија, селувањето било дозволено само за лицата чии што семејства биле тука во Народна Република Македонија, па со цел обединување на семејствата. По 1961 година вселувањето во Југославија било веќе дозволено и за лицата и за луѓето кои што имале желба да се населат во Народна Република Македонија.
Започнувајќи од 1945 година и во следните неколку децении, се одвивал еден долготраен процес на интеграција на бегалците во новото југословенско, односно македонско општество. Уште во 1946 година се започнало со изградба на нови куќи за бегалците населени по селата, додека од 1950 година државата доделувала и поволни кредити наменети за изградба на станови и куќи за бегалците, кои интензивно почнале да се градат во првата половина на 1951 година низ целата територија на Народна република Македонија. Се додека тие објекти не биле изготвени како сместувачки капацитет, тогашните повратници биле сместувани во така наречени повратни центри, каде што биле сместени со еден краток временски период од до година дена, се до оној момент додека требале да се вселат во веќе изготвените стамбени објекти. 52-53 година беше страшен момент за бегалците дојдени. Зошто? Затоа што тие немаа никаков покрив, туку се населија во така наречените гета. Најголемото гето во тоа време беше под Калето. Тоа беа неколку бараки и во секоја барака по 7-8 семејства и една голема зграда, немалтерисана, без врати, без прозорци, се напикаа доста семејства од визбите до покривите. Меѓу прашањата што барале итно решавање се вбројувало и вработувањето, што заедно со сместувањето се сметале за основни предуслови за успешно адаптирање на бегалските семејства кон самостоен живот. Тие што беа помлади борци, заврши и средни училишта, заврши факултети и кога се вратија во Република Македонија можа веднаш да се вградат, да се прилагодат тука. Завод Тито беше полно со такви дојденци и железара, дури инженери имаше многу, и во здравството завршени како лекари. Заради поуспешно решавање на ова прашање, во евидентните листови за бегалците била внесена посебна графа со податоци за нивната професија. Имало случаеви каде што требало да се признаат и работните стажови на големиот број на македонци повратници кои веќе го започнале свој работен процес во тогашните социјалистички републики. Со посебна законска регулатива, во периодот од 50-тите до 70-тите години, на бегалците, односно новонаселените, како работен стаж ке им се признае не само остварениот работен однос, туку и учеството во антифашистичката борба и во демократската армија на Грција. Посебен третман во рамките на прашањето за бегалците било и будното следење на идеолошко-политичкото расположение. Со голема недоверба се гледало кон нив затоа што доаѓале од земји од источноевропскиот комунистички блок, порано во непријателски односи со поранешна Југославија после резолуцијата на Информбирото. Според КПМ, бегалската средина представувала плодна почва за продирање на непријателската пропаганда од информбировските земји, што се манифестирало низ повремени пројави на незадоволство и критизерство, постојан интерес за настаните во инволвираните земји и пројавување на желба за враќање во Грција. Сите луѓе што се вратија мора да поминат низ еден тест на испитување, а тоа се случи во затворот Идризово. Јас, кога дојдов, например, во станицата тука железничка, тогаш не беше изграден Скопје, доаѓаше автобус, не земаше и во Идризово надвор во бараките таму. И испитување 18 дена. Јас не може да се огледам што направи толку лошо за Македонија, например. Југословенската служба за државна безбедност веројатно сметала дека голем дел од овие деца бегалци работат за службите на источноевропските комунистички држави, што во голем број случаи, во најголем број случаи не е вистина. Значи, безсмислени се тие нивни повикувања, тие разговори, биле отварани досија на голем дел од тие деца бегалци. Ваквата состојба на општествено-политичка ангажираност била резултат на многобројните тешкоти и на одолженото решавање на основните екзистенцијални проблеми поврзани со вдомувањето,
Соочувањето со суровата реалност за неможноста за враќање во родните огништа, расцепканоста на семејствата и концентрацијата на ова население на одредени локации. Бегалците во Југославија имале статус на азиланти, кои што требало да се вратат во Грција по завршувањето на граѓанската војна, но сепак условите за нивна репатриација се создале дури по воспоставување на дипломатски и економски односи помеѓу Југославија и Грција во почетокот на 5-та деценија. Тогаш, значи, во 1950 година, во грчките дипломатски представништва во Скопје и во Белград биле доставени првите молби за репатриација, пошто во следниот период нивниот број значително се зголемил. Јас знам еден човек од Костур, после толку години што се врати во Егејска Македонија, во Грција, што успеа. А и тоа со лагао, не оти, демек, кога направи Грција законот за политичките бегалци, не знам шо, тој отиде истата вечер тамо во Словенија, никаде во консулатот грцки, и тие дур да разберат оти дали е македонец, дали е вака, дали е грк, му дадува една книга, си дојди човек кој се врати, еден тој го запозна и се бројни на прстите, 5 луѓе, 3 луѓе. Едни од тие што избегаја се врати, ама малце, многу малце број. Ко луѓе што рекоа ти грешка направиме, знаеш како тоа во, за да се вратат, инаку не можеш да се врати никој. Има многу што така и како веле Папа Јоану што се прода. Други пише во Скопје кога беше, други тука пише. И се правише и за Гарк. И денес, и тука на селото, има многу наши луѓе. Плаче за тоа нешто, ала се плаше многу. Се плаше за тоа. Јас не можам да разберам. Има луѓе сега 80-90 години стар човек, се плаше. Моли, што се плаше сега? Што ќе ти прави? На мене, моли, зашто не верам нешто? Јас мислам, повеќето наша е грешката. Се плашена. Ако се правиш грк, нема мака. Ако демек се направиш мајмун, не е тешко. Може да речиш, јас, знаеш, не знам македонски, не се роди македонец, немам грк сум. Мајмун демек. Ама се направиш мајмун, лесно е. Не те гиба никој, немаш мака. Ако си македонец и го велиш тоа, го кажуваш јавно, тешко е. Тешко е. Ке најдиш луѓе да те сопнат, ке најдиш луѓе да те малтретират, па ќе ти се јават на телефоно и може да ти речат ке ти изгора тебе и фамилијата, а не знаеш кој е тој. Не знаеш, велиме, тешко е. Посочените околности директно влијаеле оваа категорија население да биде живо заинтересирана за она што се случува долу во Грција, во егејскиот дел на Македонија. Всушност, информбировското наследство во релациите меѓу Југославија и земјите од источниот блок ќе се провлекува и во односот на државата кон македонските бегалци во текот на целиот период на нивното вселување во Народна република Македонија. Голем дел од тие деца бегалци долг временски период имаа проблем со вадење на југословенски државјанства. До доцните 80 и 90 години имаше случаи кога тие имаа државјанства на државите од каде што доаѓаа, или имаше случаи на тие деца бегалци се уште да им стои дека имаат грчко државјанство. Дури и децата на децата бегалци имаа грчки државјанства до 15 годишна, 16 годишна возраст. Промената на тие документи средуваше дури во 90-тите години кога се вадеа македонски лични карти. Во надминувањето на оваа фаза од процесот на нивната интеграција, многу голема улога одиграле и формите на здружување на бегалците, остварени во втората половина на минатиот век. Во тие почетоци започнати се средбите од селата Герман, Вмбел, Бапчор, Желево, Сетинци и останати.
Но подоцна започната една појава на помасовно здружување. Некаде во 78 година се организираше една масовна егејска средба, каде што тука беа сплотени македонци од егејскиот дел на Македонија од сите краишта. Кон крајот на 80-тите години се јавуваат и нови форми на здружување, но овој пат организирани од страна на генерацијата на некогашните деца бегалци. Тие денес партиципираат во општествениот живот на Република Македонија со повеќе своји здруженија и со светски средби, што ги организираат по повод годишнините од евакуацијата во 1948 година. Како резултат на сите тие средби, на идеја на нашите македонци со потекло од егејскиот дел на Македонија кои се во диаспората во Канада, значи на нивна идеја, доаѓа како предлог да се организира прва светска средба на македонците од егејскиот дел на Македонија во Скопје. Во подготовките на самата средба, ние како здружение бевме соочени со невидени пречки од тогашното сојузно ниво од Белград. Телеграмата која беше пристигната од тогашниот министер на сојузното ниво за надворешни работи вели да не ги расипиме односите со грците поради егејците. И оваа средба да се маргинализира, да не биде многу помпезна и да не биде многу проширена во јавноста. Ние тогаш зазедовме цврст став и рековме или ќе има средба или ќе нема средба. И така во 1988 година средбата беше организирана. По формирањето на првото здружение во 1989 година во Скопје, нивниот број до денес порасна на повеќе од 20. Основните постулати во активноста на овие асоциации се одвиваат во два правци. Едниот е негување на љубовта и спомените за родниот крај и историјата и организирање средби, а другиот е соработка со македонските здруженија и со сите расположени за соработка меѓународни асоциации за заштита на човековите права, што всушност е легитимен и современ начин на делување, кој оди во интерес на отстранувањето на историското бреме и враќањето на достоинството на македонецот во Грција и во целиот свет. Македонските бегалци од егејскиот дел на Македонија создале една затворена социјално-општествена категорија, препознатлива под името бегалци или егејци, која живеела во свој свет на талкање меѓу сопствените корени и новата татковина, долго време по своето населување во Народна Република Македонија. Веројатно тоа се правило со голема умисла. Кога се зборувало за македонските деца бегалци, постојано бил употребуван пограден термин егејци, како да се тие од некаква друга националност или припаѓаат на некаква си друга држава. И воопшто наместо да се направи вистинска репатриација, за жал, беше спроведувана таа вештачка поделба, дури јас би рекол и вештачка гетоизација на македонците од егејскиот дел на Македонија. Требаше се пријава во една канцеларија која е само за егејците, така пишуваше. Шалтер за егејците. Мене тоа егејците као куршум да ме јадеше. Што е се ова? Поделно се таа работа. И уште го имаме тоа лично, дошao из СССР егејец Стојан Кочов. Се правеа посебни така наречени во наводници егејски згради, егејски мала. Се групираат тие македонци од егејскиот дел на Македонија во посебни квартови во градските средини каде што беа населувани. Оттаму видов дека нешто се работи за деградација. Значи не сме ние тие. Не памтам ни дедо, ни баба да ми рече нешто, сме нешто друго. Таа вештачка поделба нанесе голема штета на целокупното македонско етничко ткиво. Македонското етничко ткиво е едно и исто. Регионални поделби не ни се потребни. Македонците се и така многу мали по бројност на овие простори, па уште ни недостасуваат и вакви вештачки поделби. Голем дел од тие македонци, поранешни деца бегалци, станаа успешни актери, политичари, професори, доктори, се реализираа, ја сака од срце оваа држава, Република Македонија.